Босна и Херцеговина е претежно планинска земја, проткаена со бројни потоци и реки кои представуваат важни екосистеми. Токму во нив, инвеститорите од Босна и Херцеговина и од странство гледаат шанса за профит, планирајќи изградба на хидроцентрали, при тоа занемарувајќи ги долгорочните последици врз природата и локалното население. Во Босна и Херцеговина е планирана изградба на повеќе од 300 хидроцентрали. Со нивната изградба не се уништува само реката, туку и кањоните, бидејќи дивите и планински реки во Босна и Херцеговина во голема мера се непристапни, па за нивно користење се градат пристапни патишта што дополнително ја деградираат природата. Oni su upravo zato što su nepristupačni, sa druge strane kriju visok biodiverzitet koji se na tu nepristupačnom mjestu i očuvao. Покрај тоа, чести се еколошките катастрофи на постојните хидроцентрали, бидејќи на собствениците поважен им е профитот, додека протокот на вода и живиот свет во реката им се најмалку важни. Dešavaju takve katastrofe da imamo ili pomore ribe ili potpuno suva korita ili djelomično suva korita, ali u suštini se svodi na to da je nedovoljan protok vode u samom tom koritu, dok većina vode je odvedena u cevode. Особено популарни се малите хидроцентрали, кои нанесуваат голема штета. Локалната заедница речи си и да не добива ништо за возврат, додека корист имаат исклучиво собствениците. Gradnjom ovih hidroelektrana, isušivanjem korita, lokalno stanovništvo ostaje uskraćeno za osnovno elementarno pravo, jeste pravo na pristup vodi i zdravu životnu sredinu, tako da je vrlo čest slučaj gdje imamo da lokalne grupe se s pravom bune i lokalno stanovništvo protestuje protiv ovakvih projekata zato što im se onemogućava pristup vodi i korištenje te iste vode, posebno naglašavam pitke vode. До сега се изградени повеќе од 120 мали хидроцентрали во Босна и Херцеговина, а планирани се вкупно 300. Тие произведуваат само 2% од вкупно произведената електрична енергија во Босна, а стотици водотеци се трајно уништени. Особено интересни за инвеститорите се планинските реки со голем пад. Водата од реките се пренасочува во цевки кои водат до турбините. Често се случува реките целосно да останат со суви корита, бидејќи водата е во цевките и се користи за производство на електрична енергија, што создава огромна штета врз животната средина и живиот свет. Во последните години, кај граѓаните расте свеста за штетноста на мини хидроцентралите и се почесто има отпор и протести. Се почести се случаите кога жителите со своите тела застануваат пред багерите и со месеци протестираат за да ги зачуваат своите реки. За нив реките значат се. Ги користат за наводнување, за питка вода, за напојување на добитокот и како места за капење. Роберт Орос е еден од оние кои активно учествувале во одбраната на реката Железница во централна Босна. Mi smo ovdje čak u 2 navrata imali borbu. Dakle, prvi put je to bilo 2009. drugi put 2012. na 2013. godinu i oba puta smo uspjeli da spriječimo gradnju. U drugom periodu, dakle u drugoj blokadi, blokada je ukupno trajala 325 dana i noći, baš na ovom lokalitetu, na ovom pristupnom putu bio je parkiran rovokopač, a mi smo bili, dakle, cijelih tih 325 dana i noći u kompletu, uvijek je neko bio ispred njega i blokirao ga, nije mu dozvoljavao da se spusti u korito rijeke. Tu smo bili, napravili jednu privremenu kućicu u kojoj smo provodili dane i noći. Неретко и самата природа возвраќа. Така, во катастрофалните поплави во 2024 година, реките од своите корита сами ги изфрлија цевките на мини хидроцентралите. Таков беше случајот на реката Краљушница, каде населението сега е загрижено поради најавата за повторна изградба на мини хидроцентрала. U ovom slučaju mini hidrocentrale i infrastruktura koja pripada mini hidrocentralama bile su na putu toj bujici i evo možete da vidite kako to izgleda. Mi sumnjamo i bojimo se da će u budućnosti, ukoliko se slično nešto desi, da će razmjeri štete biti još veći. Dakle, to znači da mi sa svojih parcela, sa imanja, mjesta gdje boravimo, ni u kom slučaju ne smijemo u budućnosti biti tu, trebamo se iseliti, trebamo bježati, trebamo stalno razmišljati da li će se nekakav rizik ili šteta eventualno desiti zbog onoga što se ovdje nalazi. Посебен проблем е што хидроцентралите ги отвораат странски компании, а произведената електрична енергија во Босна ја продаваат многу поскапо на странските пазари. A mi imamo situacije da nekoliko sela domaćinstava i dalje nemaju uopšte električne energije, a u krugu od 10-20 km su okruženi sa, na primjer, 3 hidroelektrane koje proizvode električnu energiju i šalju ih
daleko od njih. Третина од изградените мали хидроцентрали во Босна се во собственост на странски компании, главно од Италија, Словенија, Австрија, Германија и други земји. Način na koji se dolazi do dozvola za gradnju je dosta olakšan, dosta jednostavniji nego u drugim razvijenim zemljama. U Bosni i Hercegovini je ta procedura olakšana. Sa druge strane, u Bosni i Hercegovini su imali mnogo velike posticaje. Босна и Херцеговина е рај за странските инвеститори, бидејќи процедурите за добивање дозволи се пократки и поедноставни, а контролите се слаби. На тоа треба да се додадат и широко распространетата корупција и непотизам. Takvih situacija imamo da jedan ministar energetike koji dodjeljuje koncesiju, sa druge strane imamo koncesiju za malu hidroelektranu koja je u vlasništvu firme na čijem čelu se nalazi vozač od tog istog ministra energetike. Во последните години Босна произведува повеќе електрична енергија отколку што ја е потребно, па поголемиот дел од струјата се извезува. Затоа оправдано се поставува прашањето: зошто толку многу хидроцентрали ако тие носат уништување на животната средина? Постигнат е мал напредок во еден дел од Босна, ентитетот Федерација БиХ, каде што е забранета изградбата на мини хидроцентрали. Во ентитетот Република Српска изградбата и понатаму е дозволена. Borba još uvijek traje. Evo, iako je u federaciji situacija koliko toliko čista, dakle, uspjeli smo da pod pritiscima ljudi u Bosni i Hercegovini, u federaciji, da se usvoji zakon kojim se zabranjuje daljna gradnja malih hidroelektrana. Nažalost, u Republici Srpskoj to još uvijek nije. Rijeke u Republici Srpskoj su i dalje нападнуте, риеке и далje крваре. Борбата за реките во Босна и Херцеговина се уште трае, додека од една страна се зборува за заштита на природата, од друга, реките и понатаму остануваат под притисок на нови концесии и инвестициски планови. Од одлуките што ќе се донесат денес, ќе зависи дали тие ќе продолжат слободно да течат или ќе станат уште една жртва на краткорочни интереси.